уште едно издание на емисијата на Шанк и ви ветивме дека ќе се јавиме на посебно место, преубаво место во Охрид. Се наоѓаме во најубавиот ресторан во Охрид и јужно источната страна на Охридското езеро, на еден од двата острови на изворите на реката Црндрим во близина на манастирот Свети Наум Охридски. Морам да си прочитам за да не сгрешам, затоа што сакам така убаво да ви го доловам ова место каде што денес ќе се дружиме со емисијата на Шанк, каде што сме обкружени со најживописната природа во поширокиот регион и каде ќе уживаме со интересен гостин и убав муабет. Но прво да ве запознам со ресторанот Острова. Нашите домаќини овде може да ви понудат да уживате во вкусот на македонската традиционална храна на Охридскиот регион, а во текот на зимскиот период овој ресторан нуди сместување на капацитет за 300 луѓе кои можат да уживаат овде и да пробаат од сите овие специјалитети тука. Што се однесува на оние кои го сакаат потоплиот период од годината, веќе во текот на пролетта и летото, целиот остров прераснува во ресторан градина со повеќе од 500 места за посетителите, каде можете да ги прославите вашите најубави мигови со вашето семејство или пак едноставно да кога сте во Охрид да дојдете во овој убав дел на градот и да се релаксирате и да се опуштите во оваа преубава атмосфера. Она што ние го препорачуваме, јас ви кажувам од прва рака дека е најубаво искуство е крстарењето со кајче по 700 метри долгите извори на мајката на Охридското езеро, реката Црни Дрим. Од 45 откриени извори 30 се под вода. Овие извори се дом на ендемична флора и фауна, како што се вид на алги со виолетова боја и малите водни жилки кои се специфични и ретки, а кај нас може да се видат од јуни до октомври. Значи, драга моја публика, опуштете се, изрелаксирајте се и нормално останете покрај вашите телевизори. Мало подсетување за оние кои се припремаат со нивните промотивни материјали, им е потребно, кога веќе живописно зборувам за бои, им е потребно промотивен материјал, сите колоритни бои кои можат да ви текнат на памет, што сакате да ги направите на тефтери, на други промотивни материјали, пан принц се луѓето на кои им се обраќате, за да го направите тоа и да го избрендирате вашиот производ и продадете, затоа што тоа продава брендот и нормално високата и квалитетна изработка на материјалите кои ќе ги направите. На Шанк започнува сега. Секогаш е задоволство кога имам убави гости во емисијата, кога имам гости кои имаат многу што да раскажат и да кажат и гости кои се многу добро познати на македонската публика. Еден од нив е Петар Нечевски, кој ми е голема чест и задоволство да разговараме овој пат на Шанк или на маса во Охрид. Точно. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме во Охрид, ама каде во Охрид? Во Охрид во ресторан Острова, на најубавото место. Свети Наум. Така. Свето место, познато место. Значи, ова е нешто така што природата дарила све што треба да имат за да биде нештото перфектно и преубаво. Така, токму овде. И гостин кој има многу што да каже, што е поврзано со ова место. Свадба имате праено тука, ако не сум грешка. Да, имаме доста пати имаме настапувано тука, сигурно. Овде. Да, убави спомени. Да, убави спомени имаме и пак доаѓаме од време на време, така кој имаме така поофицијални, така некои гости, така специјална свирка, некој настапи, тоа е. Ајде од почеток имам кратки прашања како запознавање на публиката со вас. Роден сум во? Роден сум во Ресен. Така, како Охрид? Дојде Охрид, од Ресен до Охрид. Ами, татко ми мој, неговата мајка, односно бабата моја, мажена од Охрид во Ресен, поточно во Јанкове целото. И сум се родил таму, татко
со родниниве од мајкава, со први брачеди, со тетки, со ова, со оно, одно, после 7-8 месеци од моето раѓање, да речеме, се пресели родителите мои во Охрид. Затоа и ве рачунаат Охриѓани за И нивни. Охриѓанец, да. Охриѓанец. Точно така. Така. Значи, да. Најпознатата личност која ја познаваме, дали од бивши југословенски простори или од тоа колешка, колега, која е најпознатата личност која Петар Ничевски има запознаено? Па многу личности сум запознал, ама сега имав прилика во Колумбус, Америка, да бидам во еден ресторан, Джузепе италијански ресторан, и тука специјално вечера групата Rolling Stones и Мик Джегер. Значи тоа беше едно така ексклузивитет, не знам како. Се запознавте со Мик Джегер? Па се запознавме, тоа ја знаеш процедура така, значи се што велиме ние се поздравивме така, мислам со осмех, со ова, hi, my name is Peter, for you is Mick, and good luck. Така. Толку беше Браво. тоа. И така беше едно така блиц видување, што велиме, или запознавање, значи не многу седење или вечерање или ручање и така натака. А што тоа се си беше со протокол, така групата военното беше тој со менаџерот и со двајца други останати што беа организаторите си, беа во ресторанчето тука, а ние се најдовме на шанко тука, имавме така привилегија, бидејќи ето така бевме чести гости во тој ресторан. Браво. Омилена македонска песна на Петар Ничевски, која е? Па омилена македонска песма Петар Ничевски, бидејќи потекнувам од Преспа и од Охрид, значи би одбрал нешто Охрид, убав мил, ти за мене рај си бил, тука сум пораснал, тука живеам и така натака, и спомените Преспа наша, најубава си, или Дано Данице, Преспанска убавице, кој мајка ми ќе бенди со ова. Значи, тие се така Омилени песмички, зашто тоа, иначе што се однесува, мислам вака, за роднокрајски, викам, мислам песми, за широка публика, иначе за душа или за некакви специјални моменти, имаме некои други песми, разбираш, така. Омилено место во Охрид? Па најомилено место во Охрид ми е Летница, да ви кажам, бидејќи тука цел живот вака излегувам на кафенце често, ако не седнам, ќе завартам тука обавезно да видам што е, како е, ќе седнам може друго место, ама ми е омилено место, плоштадот, Летница и тоа е тоа. Сакам гужва, народ, движење да гледам, да правам, не е некој вака сам да бидам, што викаме ние сам бендисан овој. Да, не можам да живеам без. Како не можам? Не можам да живеам без што не можеш да живееш? Па, да ви кажам право, без што не можам да живеам. Знаете што е, не можам да живеам без шо, без, да речеме, убава храна, да речеме така... Музика. Без музика, настапи, сега за сега, значи, додека сме вака во форма, што викаме ние. Тоа е животот мој, значи, движење, лево, десно, патување и така натака, динамично да биде. Така, овие краткиве прашања, вели, омилен охридски специјалитет? Па омилен охридски специјалитет се знаеше, охридска пастрамка, ако е најдеш, ако не најдеш, охридска белвица. Тие две. Тие две. Тоа е. И среќа е, како би дефинирал што е среќа за Петар? Па среќа е во овие турбулентни времиња да имаш добро здравје, да си работно способен и да налеташ на некои вака убави луѓе со кои можеш да соработуваш и нешто да заработиш. Ајде од почеток сега да раскажеме приказната на нашите гледачи. Првиот момент кога запеа и кога знаеш дека ќе станеш пејач. Се сеќаваш ли? Па јас знам кога запеав, ама не се дека ќе станам пејач. Јас бев детенце така 5-6 оделение и малце имав проблем од време на време дткав, што викате вие, или по наше, по малце пелтекрев. Тоа е на охридски веќе, да. И сега така имаше доста наставници во тоа време лево десно, ама така дали во моменти на возбуда или ово, ама се осеќаше. И така муабети ово на едно друго и дојдовме така до некои луѓе така со Бугарија беа тие така. Луѓето ја вика слушај, само нека си пее, вели нека почне пее, дали има интонација, има уво, нема уво, ритам, осеќа, не осеќа.
нека пее и нека зборува, пример, како му викам тоа. Е па така викат како во оперски арија шива, мамо, донеси ми да јадам, ми се јади, ти така почнав да пеам, разумеш, полека, формиравме на групичка после тоа во средношколските денови и знаете тоаш бивши југословенски простори, музика, еден куп, колку што сакаш и си тргнавме полека. Си тргна. По овој пат. Колку години веќе на музичката сцена? Па мака јас, например, како студент, мислам овде веќе со мојот бенд, да речеме, почетокот, како што велиме ние средношколски бенд, групата Flowers, значи цвеќиња во превод, настапувавме по игранки во гимназијата, во економското училиште, па одевме на некои вака игранки, да речеме, во околината, во тоа време, да речеме, во Вевчање, одевме на игранки во Струга. Имаше гитаријади, настапувавме на Охрид гитаријади, имаше Струга гитаријада, Кичево гитаријада, па дури до Зајачар бевме еднаш на гитаријада така. И во тие години, да речеме, јас како младо момче го запознав и Аки Ракимовски од Парни Ваљак, тој пееше со скопски групи, настапуваше така на тие гитаријадите. И тоа беше почетокот, така почнавме, се до онен момент додека не дојде на покана да настапувам во еден така локален оркестар кој свира по овие еминентни охридски хотели, да речеме, хотел Палас, Метропол во тоа време, Десарет. И така се вклопи во ними, тие си пееа народниот дел, јас пеев само забавно во тоа време, значи им попуњавав, тие беа постари луѓе. И беше интересно така, знаеш, си ги слушаш народните песми и кој ќе дојде за забавниот блок си пееш. Научив доста, да речеме, во тоа време, евалгрини, да речеме, што се и ден денес што се пее, значи што викаме бесмртни песни. Ако знаеш нешто од тој репертоар, стварно си богат за цел живот, секаде можеш да се снајдиш со тој репертоар. И во тоа време, ето, заминав на факултет во Скопје и почукнав на вратата на Македонска радио телевизија. Во тоа време Танцов оркестар свиреа, значи, продуценти Благоја Чесларов, Славе Димитров, Димитар Масевски. Тие имиња беа таму и диригентите Александар Џамбазов. Така во тоа време, така имавме доста добра комуникација и направив неколку песмици со Танцовиот оркестар. Отпеав на последниот Скопски фестивал се 78-та година и после тоа тој прекина фестивал. Ето тоа за прв пат се сретнав позади сцената со нашата легенда Драган Мјалковски, што беше многу чест, да видиш. Кога видов дека и тој имат во тоа време трема за настав во живо, јас го чути кој има тоа. Добре, значи нормално е вака и нешто се дешават. И се тоа се работеше, се свиреше, се пееше, пак доаѓа во овие хотели овдека, знаеш, материјално малце да се подкоиме. Лето посебно настап имавме доста, викам овдека, гости, семинари, големи се правеа тогаш. Знаете сега, бившата Југославија беше поголема држава, 20 милиони држава. Семинари доаѓаа, да речеме, што зам јас, онколози, имонколози, ќе дојдеа медицински сестри од цела Југославија, да речеме, се организира секакви семинари, да речеме, во тој поглед. Забави до ова, контакти големи. Имам впечаток дека сами си имате истуркано, дека никој не ви ја донесе славата и успехот на послужавник, што би рекле. Дека сами во животот си имате борено за да стигнете таму кај што сте. Па, точно погодивте. Значи, јас сум од дома музичко голем борец и голем, како да ти кажам, што велиме ние, човек кој не се откажува лесно ние на работа, така и од тоа. Сам трчав, сам ги барав тие контакти, сам се борев. Имав малце овде одено и во основно музичко школа 4 години. Само дома нема музичар никој. Али од дома нема музичар, си пееа луѓе, знаете како е фамилиарно ова, визити, така, што велиме преспански, охридски визити, тие се познати со песми, си завршуваа со убави песми, со едно со друго, со едно гитарче, или некој пријател со армониче ќе дојде и така натака, ама јас почнав, пак ќе кажам, со рок музика, да речем, со поп музика поточно во тоа време. И не бев многу, да речеме, вклучен во оваа народна музика и така, настапувам едно друго и се наоѓам 86-7 година, негде се наоѓам во Австралија. Беа едни пријатели, пеев таму во еден ресторан и пејќи во тој ресторан таму, луѓе доаѓа и ми порачуваат песми, да речеме,
дај ми го срцето, бисера мома убава, ваму таму. Па од кај се овие песми, шо си, па рече од Македонија, од фестивал, ваму таму, она таму, бев скоро не цела година, значи во Австралија. Без враќање, таму константно Да, седење, не константно патување седење наму. и пеевме и ја да вика, ви ги има фестивал, вака и вака, ово, она, Валандо, врати ми ја младоста, Селимова, Зелчевски, ово, она песми, едно, друго, тие воодушевени од македонско, ново, тамо. Убаво. Мајка, реков, шо е ова работа? И реков, се враќам и ќе пробам ваму. Во ова поле на Да, ова поле музиката и си дојдов и се гледам сега, сиве мои што беа како идоли од македонска песма, Гоце Николовски, Драган Мијалковски, во тоа време да речеме, имаше неми текви се други, Кирчо Поплазаров, сите што пеа забавни, што сум ги сакал, разбираш, мајка, реков, сиве на Валандово пеат. Ајде, Што јас. работела. И пронајавме мој покоен сограѓанин, Хилми Билбил, и мој нама бе вака и вака, вака и вака. Имам контакт, рече, некој ќојме некој ден и закажавме, отидовме до Македонска радио телевизија, рече, ние овде можеме да ти направиме неколку песми со родниот оркестар, малце да се прилагодиш и да видиме дали ова после ќе си имат конкурси, ќе си конкурираш. И така, дојдовме во Македонска телевизија, снимивме неколку песми народни, две снимивме од Хилми Билбил ново компонирани песми, да се навикнавме малце на ова ново создадена македонска песна и аплициравме, значи, на Валандово и добивме шанса и почнавме да пееме. И беше вистинска одлука, еве, до ден денеска одлука. И до ден денес, значи одлука. Значи, заљубен сум во ова ново создадена македонска фолк песма. Сега малце фолков и со попов се мешат, Да, така, да ми одговарат и ми е продолжи кариера. Да. Со што ќе одмориме? Која песна би ја одбрале да ја пуштиме сега малку на гледачите без музика? Не оди вака убава атмосфера, па да го продолжиме после разговорот. Па што знам јас. Или по изненадување на режија да оставиме, што им е изненадување мерак на режија, што им е мерак, го теков да разговорам песни има да од вас да бираат. Ајде, нека биде режија нека одбере нешто убаво како за душа. убаво како за душа. Така. Твоите очи лено мори, водески черешни се. Дај ми ги на мене, јас када ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Севда да ми излези. Твоето лице лено мори, леринско си миче. Дај ми го на мене, јас када го изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Севда моја, севда да ми излези. Твоето усте лено мори, костурско кутивче.
ta snaga leno mori, tenka je, visoka je. Daj mi ja na mene, jaz kada ja pregrnam. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Petar Nečevski ovој пат со нас на Шанк и муабетот продолжува пак на убави моменти и спомени од тоа што на публиката многу добро сте им познат по настапи на фестивали, традиционални фестивали кои веќе имаат и реноме и име во Македонија и на неколку од нив се понесени награди од ваша страна. Па точно така, јас малце ќе се пофалам, ќе кажам дека Нема фалење во успех. дека сум рекордер по настапи на фестивали. Значи и во Македонија и во надвор од Македонија, значи фестивалите ми се мене нешто што стварно ги чувствувам, ги сакам, дружбата ја сакам на фестивалите, самиот настап на фестивалите, она излегување, па настапи со големи оркестри, разбираш, фестивалски оркестри, тие стварно се доживувања. Сега во овие услови тешко да го доживиш тоа, да речем, на фестивали, гледате дека полека ги немат. Али добро, тоа беше тренд, фестивал си беше фестивал и тука можеше најповеќе и пеењето и песмата да се промовира и беше нешто. Ама сега се согласувате дека тоа време како да подзаврши. Тоа време заврши, готово, сосема, дефинитивно, сосема е завршено, за Македонија е завршено, имат неколку интернационални фестивалчина, еден од нив е да речеме Пирин Фолк Фест, така еден регионален убав фестивал кај што доаѓаат и од Србија, и од Грција, и од Македонија пејачи, и од Бугарија пејачи. Тоа е така и сега чат пат некој фестивалче се прави во Македонија, што викаме ние Колку да имат колку нешто. да имат нешто, така, ама главно не е тоа, не се вртат тие песми, не доаѓа лесно до медиум, треба многу пејачот или кој било да се труди за да ја наметни таа песма, многу време губења, а за тоа време ти ќе си снимиш едно убаво спотче и ќе си го понудиш по сиве медиуми кои пуштаат тие такви фолк мелодии или на изворни народни песми или било како и ќе си се вртит песмата и пејачот ќе се вртит. Али фестивалите ги сакам и стварно беа доживеј голем, посебно Валандово, Цветници, Тетовски фолк на времето, Филиграни после се префрли во, па Гоце Фест, сум пеел песми. Организатор, нешто во организација, не Па знам. направивме овде еден фестивал песма на летото, организиравме, но 6 години го организиравме. На Валандово или пропуштивте тогаш Не. настап или на Цветници, на ништо имаше На Цветници на пропуштивме настап, Цветници се а сеќавам. Валандово 30 години му континуитет Да, ама на настапува. Цветници тогаш не настапувавте заради тој. Ради тој фестивал Да. и така беше, значи све сум видел околу тие фестивалите, стварно беше на добар момент, една добра приредба што се организираше во Македонија секаде во градовите, ама после почна хипер. Секој градче фестивалче и све се тоа некако Изгуби изгуби целта на вредноста, целиот, да да. речеме и ние тие награди што ги добивавме 92, 93, 95 година, да речеме на Валандово, па после гостувавме со Валандово во Аустралија и на прекрасна атмосфера, 7-8 илјади луѓе, елита на македонски пејачи, од Гоце Николовски, Вилета Томовска, Војо Стојановски, Петар Нечевски, Ангел Димов, Блага Петреска, кој не беа таму еден куп и таму успев една драга победа, да кажам, таму во кај нашите иселеници пред 7-8 илјади публика, тоа овде не го имавме доживеано, така фестивали имаме во универзална се помалку, правеа. да. Значи околу од 1000 до 2000 посетители на фестивалот, ова беше нешто спектакуларно и како тоа што се направи, се организираше 2 години Камбера Фест, македонски пејачи со оркестри одеа таму. Тие беа убави времења на македонската песма, на македонскиот збор, на македонскиот јазик. Сега во надбор од Македонија, каде се имате направено турнеи? Австралија, Нов Зеланд?
Да ви кажам се вака, народ Или од дури не можеш да Југославија. се сетиш Не можам да се сетам. Кај што има македонци, мислам дека Секаде секаде скоро. сум бил. Значи само во источниот дел не сум посетил, да речеме, со пење, не сум бил во Турција, не сум бил во Украина, Русија, не сум бил тие делови, не, иначе. Од европски земји, од Норвешка, од Шведска, од Данска, Германија, и то ќе кажам, Холандија безброј пати сум бил, значи на тие настапи, имавме многу охриљани ние што живееме во Холандија, бидејќи холандски туристи, гости доаѓаа овде во Охрид многу на времето преку Есколете, клуб и свето. Ја кој ќе одев да настапувам во Холандија, да правам концерт, ако имаше 600 души салава, да ви кажам право 300 души беа холанѓани. Или жени луѓе, ја сака музикава. И ќе ми испеев покрај моите Ако не песми. разбираат што пееме. Не, ќе ми испеев од овие познатие македонско девојче, ќе ми испеев на пример Ако умрам или Или загинам, загинам. ги учеа Да. тие песми така. Така не се сеќавам се некои песми, по нивна желба ќе ги испеев и тие и ќе правевме прекрасна фешта, прекрасни концерти во Холандија беа. Тоа се бере од Белгија, од топ Бенелукс. Сите доаѓаа тука, Амстердам, безброј пати така, дури до Флисинген бев, Хронинген горе да речеме таму. А за овие преку океански веземи се знае тоа, значи стандард е Аустралија, Канада и Америка. Таму сум мојден 26-7 пати сум мојден во Машала. Аустралија. Со се фестивали во овие три, да речеме, 4 фестивали, еднаш Гоцефест, еднаш Валандово и 2 пати Камберафест. Другото све се солистички турнеи со колеги мои. Со покојниот Пепи, со покојниот Гоце Николовски, Фиданка Георгиева и така безброј пејачи така во групи направени со групата Виделина, да речеме, Мукаетова посте така солистка и Сонја, доста турнеи направивме во Аустралија и сакам да кажам Аустралија, значи ја знам од крај до крај и народ и све и сега кога одам таму ми се чини како вчера да сум бил. Така. Разбира зашто често пати. Да, дека цело време таму. Америка имам околу 18 да речеме настапи, последниве години настапувам повеќе на Флорида. Таму бидејќи одам после новогодишните празници овде организирани. Канада си е Канада, зима, студови, езера замрзнати, па со моторни пили правиме Леле. дупки во мразот, па фрламе јадици, па фаќаме риби, па уживаме покрај пењето и свето. Убави Ама? настапи, многу Канада сум задоволен од овие луѓе кои потекнуваат од Егејска Македонија. Тие се големи фанови на македонската песма. Многу ја сакат македонската песма, македонски пејачи, значи големи фанови. Ретко можеш да доживееш некаде. Ево, например, за Василица за Стара Нова година таму 1000 луѓе се собираат. Знаете што значи 1000 луѓе да ти дојдат на една забава за Стара Нова година со се вечери, со се све, не е тоа да речеме да се соберат па да си стојат просто само концерт, да си Да, играат и да да. си џускаат. Него тоа треба да се сервира, да се јаде, да се направи огромни хали се тие се рентаат таму. Прекрасно, прекрасно. Имаше ли многу жени што трчаа по тебе дека познат пејач, па фанови? Го паметите ли тоа време? Види, тоа го паметам по помладите години. Значи, кога бевме, да речеме така, кога настапувавме по тие гитаријади, кога одевме по тие, да речеме, настапи во хотели, кога бев помлад и све тоа, али овие све забави што гостуваме надвор Америка, све се тие, да речеме, луѓе фамилиарни кои доаѓаат И да не све да посетат. трча по пејачот. Не, некој така, мислам, Се шегува. само, Кога сака да се слика и е мерак. сликање имаме безброј, фотки Да, што викаме да. ние спомени, Да. па сега со овие телефони, овие што се вака. Да. Па тоа е лудница, разбираш, нема. Кога веќе споминавме и за сликање, има најубава слика со овие CD-а овде што ги гледаме на масава. И спомнавте многу бендови. Езеро бенд, еве сега го спомнувам јас, бидејќи го гледам на CD-во овде. Најдобрите фолк спомени од Македонија, Езеро бенд заедно со Петар Нечевски. Ајде нешто збор два за ова CD. Ова е моментално група, моја група, организирана, мислам, и така, од мои колеги со кои соработувам долги години. Ево веќе 10 години овие локални свирки ги правиме овде. Ги дружиме, уживаме, мислам, со луѓе, со гости, по хотелчина, забави приватни, што викаме ние свадбички, мадвички Да. и така натака. Све ги сервисираме тие и мислам, свириме балканска музика, убаво, покрај македонската музика, значи знаеме гости од Бугарија, да пречекаме гости од Грција, да ги задоволиме со нивни песми.
Плюс нашата ова македонска, за македонска не правиме муабет. А за овие гости што се од бившите југословенски простори, тука немам промаз, зашто знам све, зашто таква и генерација сум јас, знаеш, така, оден сум војска во ЈНА и затоа. Така. Овде се и најубавите песни гледам собрани на едно место. Најпознатите би рекла јас. Значи... Па види се, не се овие најубавите, ова е така нешто народно, например, прилагодено, така, снимено, сторено и неколку мои песмички што се така наменски, што да... Ама ова ме ептен па бендисува. Па ова CD... Ова ме многу бендисува. Ова CD, можам да се пофалам, Министерството за култура ми го субвенционира ова CD, вака убаво, дупло CD, најуспешни фестивалски песни. И сите песни ги гледам тука на него. Не, најуспешни. И едно ново CD со нови песмички, ама амбиентални песми, што викаме ние, измеѓу поп музика и народна музика. Так. Значи, нешто средина, не одам по овие изворни песми, да речеме, што викаме, така, него исклучиво си имам така свое држање, свој стил, свое, мислам, пење, кај што се најдувам себе си. Значи, нема овде етно музика, има исклучиво мешавина на поп и фолк музика и овие стари фестивалски одбрани песми од Светници, од Валандово и така натака. Од убавите спомени. 2-3 кратки прашања за играта сум-не сум, се одговара само со сум или со не сум? Никогаш не сум учествувал на Охридски маратон. Не. Не сум. Никогаш не сум возел кајче. Сум возел. Да? Да. Охриѓанец. Никогаш не сум се капел во езеро во мај или октомври. Да, сум се капел. Значи сум. Браво, не е ладно многу? Не. Никогаш не сум работел на шанк. Не сум. Не си. Да прашам. Никогаш не сум патувал со воз. Сум патувал. Никогаш не сум ја запознала Лепа Брена, морав да прашам. Па, не. Не. Никогаш не сум бил љубоморен. Сум бил. Да? Да. Никогаш не сум заборавил текст на песна. Сум заборавил. Се случила? Се случило. Како се вади тоа таква ситуација? Па употребувам некој зборче друго и се снајдувам, попуњавам. И бидува. И бидува све. Ќе осетат само текстописецот и тие што знаат песмата. Така. Имаме подароци за вас. За вака убав гости, не вака убав муабет. Сега одам по подароците, за да можам да ви ги дадам, односно не морам да станувам, еве ми ги овде, можам веднаш да ви се заблагодарам. Имам пријатели кои продаваат убави станови. Така. И они сакаат да ве почастат со ова убаво винце. Предпоставам дека сте љубител на убаво вино. Да. Па здрави, ако се одлучите за стан, да знаете каде да се обратите. Сигурно. Ете. Дора, да. Па ова е за вас. Дора ми е познато и Чифриганец ми е познат и така поздравиме. натака. А кафенце, предпоставам дека и кафенце пиете. Кафенце пиеме. Од нашите пријатели со најдоброто турско кафенце. Така, добро. Во моментов се Еве го. Ова ќе го пробаме, не сме пиеле елите, да. Цела кесичка на кафенце. Нека заличи што велиме софрава по наше нека залици со убави подароци. Сега доправа ние ќе уживаме заедно со целата екипа на ресторанот Острова. Така. Прво од се срце да ви се заблагодарам за гостувањето. И јас ви се заблагодарувам. Баш ми е мило што одбравте ова местенце овде Светинаум да бидиме заедно. И јас ево зимава помина и ова 2017 прв пат доаѓам овде во Светинаум. Ете со убава година. Со убаво да ни трнит и вас и нас да сме здрави и живи, пак да се видиме и ќе одберите уште една песмичка така убава. Да, затоа што за душа и да има музика и да има. Да, и ги поздравуваме сите љубители на македонската песма. И оние во Австралија кои не гледаат. И оние во Австралија, и во Канада, и во Америка, и во Европа, и во нашата преубава Еден е Петар Нечевски. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Останете уште кратко со нас додека се одјавиме од денешнава дружба. Како нежно, многу јасно сонце утринско
Ti mi dojde pokraj mene, lice pogali. Kakva što si, takva bidi, te posakuvam. Sono tubav, ti vojave, mi go pretvori. Kje se pamti, kje se čuva zavet ljubove. Ova moje srce čuka samo za tebe. Kako sinđir nas ne vrza, ljubov iskrena. I od doma, mila moja, nema beganje. Želbi Gospod Bog mi gi posluša. Ivo moj od život tebe mi te donese. Eden vo drug nije dvajca, si veruva me. Neka traje ljubov naša, dur postoji me. Kje se pamti, kje se čuva zavet ljubove. Ova moje srce čuka samo za tebe. Kako sinđir nas ne vrza, ljubov iskrena. I od doma, mila moja, nema beganje. Kje se pamti, kje se čuva zavet ljubove. Ova moje srce čuka samo za tebe. Kako sinđir nas ne vrza, ljubov iskrena. I od doma, mila moja, nema beganje. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy, 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 happy. Deluxe. Come along if you Is it man? happiness is the truth. Because of come along if you know it. Happiness is in you. No, no. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг.
Тоа беше мојот гостин Петар Нечевски, тоа беше преубавиот ресторан Острово кој вака убаво како домаќини не пречека и ни овозможија да уживаме во овој прекрасен амбиент. А вие, драга моја Македонија, е време да уживате во вашиот нов дом. Токму моите пријатели ви нудат најквалитетна изработка на вашите станови по одлична квадратура и велат вака: најважните животни одлуки се носат со храбро срце, цврста верба и јасна визија и потврден партнер. Моите пријатели ве очекуваат да го изберете својот нов дом на атрактивни локации со поволни услови и докажан квалитет. Затоа уште веднаш побарајте ги и добре дојдовте во вашиот нов дом. Она што сега ние ќе го направиме, си одиме за жал од Охрид кон Скопје, но и се радувам на вожњата натаму, затоа што тоа ќе биде новиот Hyundai Tucson, моќен автомобил, прекрасен автомобил со кој патувањето нема ни да го почувствувате. Така си одам јас на кај дома, ако сакате и вие да дојдете до Охрид да се вратите на кај дома исто како нас, овде целата екипа на Шанк, побарајте ги моите пријатели, закажете пробно возење и купете си го новиот автомобил. До тогаш останете секогаш со емисијата на Шанк, следете на редовно на Facebook, нашите репризи изданија на YouTube и нормално точно за 7 дена се дружиме повторно, а во меѓувреме уживајте уште малку со прекрасниот ресторан Острова.